Матурантите од двете средни училишта од денеска и официјално ја завршија учебната година. Иако преку онлайн настава поради ванредната состојба со коронавирусот, сепак го завршија 4-годишното средно образование. Наша екипа денеска ги посети директорите на двете средни училишта, кои им го честитаа матурирањето на сите ученици и им посака многу успех во понатамошното образование. Целата година стартуваше окей, под полна парија, со голем ентузијазам од страна на нашите ученици. Мора да кажам дека имаме генерација која што е за пофалба, за почит. Нескромно е да кажам дека се наоѓаме на доста, нашите ученици се на скалилата на доста интелектуално високо ниво и сум сигурен дека со овој последен нивен дел, за жал онлайн ја завршуваат наставата, дека ќе го продолжат своето школување онаму каде што ќе посакат, без разлика дали во Република Македонија или надвор од границите на државата, и дека ќе успеат во нивните амбиции, планови и желби. Крајно една огромна благодарност до сите матуранти пред се и над се заради нивната стрпливост во сета оваа работа околу пандемијата. Една благодарност во смисол дека беа доста организирани пред да настапи самата пандемија, значи успеавме да го реализираме процесот на сликање и реализација на табло. Се уште го немаме објавено, во консултација со локалната самоуправа ќе биде и тој чин. Се надевам дека и сите други училишта ќе стасат со сликањето и со реализацијата на нивните таблоа, како кај полуматурантите, така и до кај матурантите. Што се однесува до состојбата во која што сме најдени сите, таква е каква што е, краен ден е, завршен ден, завршува за матурантите учебната година. Добра вест е што се ослободени од полагање на матура, бидејќи се околностите тие што се. Лошо е тоа што се уште немаме информација за тоа дали ќе можат да прослават или на кој начин ќе можат да го прослават својот завршен ден во средното училиште. За жал, реков, состојбата е таа што е. Во делот на полагањето на државна матура од училиштата информираа дека согласно информациите од Министерството за образование и наука и препораките на Министерството за здравство, учениците нема да полагаат државна матура, односно ќе полагаат само оние ученици од минатата година кои не ја положиле државната матура.